проектираниот раст на БДП е висок и неостварлив, а со тоа дека буџетот е напумпан и исто така неостварлив. А тоа ќе се потврди со првиот ребаланс. Исто така крие и ризици, бидејќи проекцијата на раст на вкупните приходи се базира на проектираните приходи за 2025 година со ребалансот на буџетот, за кој е малку веројатно дека ќе се остварат. Ова го подвлекува Finance Think. И сега за вас е проблем што некој се исправа тука пред вас и ви кажува дека повеќе нема да биде како до сега. Дека буџетот за 26 е визионерски и домачински. Дека ветува стабилен раст, не експресен, туку стабилен. За да се дојде до таков раст, мора да се почне со работа, со штедење, со паметно вложување. Мора за почеток да се подзатворат вентилите, а потоа и сосема да се стегнат затоа што не оди. Со недомачинлук од ваш стасавме до ова дерече. Планирани се приходи од 375 милиарди денари, а расходи од 414 милиарди денари, што резултира со дефицит од 39,2 милиарди денари или 3,5% од БДП. Овој дефицит е за половина проценти поени над оно што го дозволува нашиот фискално правило, а за цел 1% поени критериуми на Европската Унија.